Навреди, закани и етикети. Каде е слободата на говорот и заштитата на државата кон новинарите? Сирота ти, не тропај глупости. Ова е последната навреда упатена кон новинар од страна на градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Сирота ти. Не беше закалено вчера што не збори глупости. Ова не е прв пат градоначалникот да изнесе навредливи квалификации за новинарите. Минатата година, во екот на загадувањето, тој додека новинарите поставуваа прашање за воздухот, кажа дека ништо не разбирале, зашто потоа и се извини. Ќе се оноголоси можноста вие да не слаже. Кои организации реагира? Но Шилегов не е сам. Во друштвото на јавни функционери кои имаат специфичен однос со медиумите и министерот без ресор Роберт Поповски, за кого Алфа можеби се уште била под влијание на претходната власт. Вие многу добро знаете какво влијание имаше поранешната власт и можеби се уште имате влијание од некои структури од поранешната власт. Во пресрет на настаните со шугата во касарната во Велес, прашањето за немање лекар во касарна со 200 војници, во земја членка, идна на НАТО, можеби не ја вознемири толку министерката, колку присуството на екипата на телевизија Алфа. Војници во касарната во Велес се пожалија дека немаат лекар во Вие касарна. предпоставувам дека сте од Алфа, така? Да. Јас предпоставувам дека ви изненадивме со тоа дека еден сектор кој сте навикнале да биде многу затворен, покажа голема отвореност. Во некоректните квалификации не заостанува ни премиерот Зоран Заев. Секако дека нема да дозволи неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер, да симнат оваа влада од власт. Не. Тој и во времето кога беше главен опозиционер, не се либеше одредени медиуми да ги нарече непријатели. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Новинарските здруженија реагираат на ваквите изјави, но попусто. Можеби функционерите и не си ја научија лекцијата, па се уште се служат со изнесување на квалификации и навреди кон медиумите, особено кон оние кои ги сметаат за опозицијски настроени.